Местото на децата со аутизам не е во психијатриска болница, а врзувањето и ограничувањето одамна е забрането и сфрлено како несоодветен метод. Нема да се враќаме назад низ вековите, реагира Ирена Николовска-Ристановска, која е родителка на дете со аутизам и психолог. Нејзината реакција следи откако мајката на Ане, 17 годишно момче со аутизам, сведочеше дека било врзувано додека се лекувало во психијатриската болница во Демир Хисар. Ова ја разгневи јавноста, посебно родителите на децата со аутизам. Местото на овие деца не е во психијатриска болница, затоа што тоа морам да го напоменам. Читам деновиве дека карактеристика на аутизмот е агресијата. Тоа не е точно. Значи тоа го изјави дури министерот. Јас се зачудив. Значи децата со аутизам се како и сите други. Значи ние не можеме да кажеме дека две исти деца со аутизам нема. Значи тоа е исто како два ореви. Да кажете дека се исти. Едниот е помал, другиот е поголем. Едниот е кршлив, другиот не е кршлив. Значи агресивни можат да бидат и атипични деца, значи и атипични и типични во адолесценција. Кај овие деца знае да биде поизразена затоа што тие не се вербални. Тие не можат да се изразат. Тие имаат проблеми со сите сетила, со сите пет сетила. Значи нив може да ги вознемири миризба, нив може да ги вознемири и боја. Во Битола постои самодневен центар за деца со попречености каде има лица со различни потреби и возрасти. Ирена Николовска-Ристановска вели дека е потребен регионален центар за деца со аутизам. И веќе настапува оној адолесцентен период каде што родителите се потрошени и физички, и емоционално, и финансиски и не знаат каде ќе завршат нивните деца после нивната, односно нашата смрт. Значи верувајте дека тоа прашање си го поставуваме сите ние, значи ноќта пред заспивање, каде ќе завршат овие деца кога ние сега покрај нас живи и здрави се соочуваме со многу дискриминации во секоја сфера, па замислете како ние со помислата каде овие деца после нас. Немаме дневни центри во секоја општина, за жал. Немаме еден голем регионален. Јас често знам да кажам, ако не знаеме како, тогаш е добро да пресликаме од соседните држави. Значи, еве, Нови Сад има еден прекрасен регионален центар, каде што внатре е секако што треба да биде. Значи, од физиотерапевти, дефектолози, логопеди, стручни лица кои што константно се 24 часа, замислете, над нив, тоа значи дека родителот може да ги остави подолго, да работи, да функционира. Барајќи соодветна институција која ќе им помогне за нивниот 17 годишен син со аутизам, кој покажал агресивно однесување, Салка Абдуловска и нејзиното семејство го однеле момчето во психијатриската болница во Демир Хисар со цел да добие соодветна терапија пред да продолжи неговото школување во средно училиште во Скопје, откако заврши 9-летка во Битола. По еден месец родителите го заедоа низ дома со рани по телото од синџирите со кои бил врзуван. Овие деца не треба на таков начин да ги смируваат и да ги врзуваат. Зошто? Нека најдат друг метод, нека викнат сручни лица што знаат да работат со него. Ние ништо не бараме. Кај да се обратам ми вела немаме установа, тоа е. По болници бараме за да се смири. Од психијатриската болница во Демир Хисар рекоа дека лекувањето е согласно медицина базирана на докази и во текот на третманот се бележат одредени ситуации за кои е неопходно физичко ограничување. И министерот за здравство Фатмир Менџити рече дека било постапувано според протоколи дадени од експерти од психијатрија кои дозволуваат повремено врзување. Народниот правобранител отвори предмет по сопствена иницијатива и побара да се испита работата на установата и да се лоцира одговорност за случајот.